Во интервју за Hype.mk поразговаравме со нашата пејачка Елена Ристеска по повод нејзиниот настап на црногорскиот избор за песна на Евровизија. Елена предизвика бројни позитивни реакции, па по тој повод прашавме: како ги коментираш изјавите од Твитер заедницата во Црна Гора? Дали те импонира тоа што те пофалија? Секако дека ми импонираат убави коментари од обожавателите. Јас иако бев таму во жири комисија и бев да ја промовирам мојата нова песна "Ме боли за се" на српско-хрватски јазик наречена "Мука ми е". Сепак останав забележана од фановите кои бараат да се вратам на Евровизија. Иако МТВ не одвојува буџет за учество, фановите сугерираат да се отвори хуманитарен фонд за да ме пратат мене на Евросонг. Секако дека се шегуваат, но тажно е што не учествува Македонија веќе неколку години поред. Ми значат позитивните реакции од странците за песната и настапот, меѓутоа најмногу ми се полни душата кога ќе видам поддршка од македонските фанови. Мојата кариера од 22 години ја посветив на создавање македонска музика и обраќање кон мојот народ, иако имав понуди да живеам и работам надвор. До сега не се покајав за одлуката, се надевам нема ни од сега. Прашавме што мисли за тоа дека Македонија нема представник на Евросонг веќе трета година поред. Веќе кажав во претходниот одговор, тажно е тоа што не учествуваме на единствениот странски музички фестивал на кој може да ја испромовираме најдобро и да ја представиме државата. Македонија е гнездо на таленти, со кои што таленти може да се пофалиме и по кои не препознаваат насекаде. Дали си ти вистински представник за Македонија? За ова прашање, одговорот ќе го најдете во народот, одговори Елена. Кој артист освен тебе би можел да ја представува Македонија? Имаме многу талентирани пејачи кај нас, особено од помладата генерација. Треба секоја година да се праќа различен представник. Да бидам искрена, не е толку важно кој ќе не представува, колку што е важно со каква песна. За крај прашавме каде грешиме на тема Евровизија, во изборот на пејачи или нивните песни изведби. Се работи за Евросонг, избор за песна, а не пејач. Ниту пак сценскиот настап е приоритет. Покрај оригиналната песна потребен е добар квалитет. Тука се греши, се нема концепт, идеја и оригиналност, одговори Елена Ристеска.